ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. 7 октомври, вторник, ден пред објавувањето на најновиот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија за оној статус за кој што говориме постојано и за кој што последните денови се слушаа најразлични информации. Значи, времето минува и ако некој мисли дека нема да дојде 8 октомври, ќе дојде. И како и да е, сите информации ќе бидат јасни утре, макар што уште денеска се објави информација во врска со извештајот кој што го објавува Европската комисија. Напредокот на Македонија или не напредокот, како сакате, можете да коментирате и вие на ТВ Стар во Што мисли народот, а ќе го коментираме и ние, и тоа не само ова што утре ќе се објави, туку се она што досега објавувано и што ни се случува со тој извештај, препораките за почнување на преговори, кои што се уште не ги започнуваме, остануваме само на препораки. Како и да е, мислам дека следите што се случува, што зависи од сето тоа за нас. Сите говориме дека и сите ни кажуваат решете го името, па потоа се друго е лесно, ама слушнате и минатата недела дека според некои аналитичари, според повеќе аналитичари, нема да биде и баш така лесно, дека можеби она што е името малку не залажува дека се друго не е решено. Како и да е. Ние ќе разговараме оваа вечер заедно со господја Лидија Димова, председател на Комисијата за европски прашања, така беше, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што председател на комисијата, меѓутоа мислам дека многу подолго отколку што е председател на комисијата се занимава со тоа што не прашуваат, што ни порачуваат од Европа. Добро вечер, добре дојдовте во нашето студио. Добро ве најдови, благодарам на поканата. Благодарам и вам на тоа што се одзвавте. Вака ден пред објавувањето на извештајот на Европската комисија, мислам дека е добро да поразговараме. Пред се јас би ве прашал, дали навистина држи тезата дека Европската унија нас не разбира, дека можеби е неправедна спрема нас. Таа теза се форсира во Македонија, дека е неправедна, дека може да ја натера Грција да го реши проблемот. Дали не разбира и не сака Европската унија? Не, па тоа е дел од матрицата кај во последните неколку години што се форсира. Ние сме несватените гениалци, ние така ги нарекувавме луѓето кои што во суштина се лузери, ама се кријат позади некаква матрица. Не може Европската комисија, Европската унија да не разбира, а знаете зашто? Затоа што точно се знае како ги пишуваат извештаите. Извештаите се пишуваат по образец, некои образци, по индикатори кои што претходно ги комуницираат со владата. Значи сега ги наоѓаат они каде се проблемите. За следниот извештај они комуницираат, постојано се во комуникација со властите, им кажуваат за следниот извештај ова и ова и ова и ова е тоа што ќе го цениме. Од вас ќе очекуваме да ги исполните овие индикатори. Значи, власта нема фриволност овде, нема нешто произволно да се мери, доку се знае точно што се мери. Значи, практично, ако ве разбрав добро, во овој извештај што утре ќе се објави, ни е наметнато, да, тука сте слаби за минатиот период, ова и ова очекуваме да го работите за наредната година да напредувате барем малку. Така, апсолутно. Меѓутоа, што е со тој проблем со името? Колку навистина ние заради тој проблем со името нерешен, заспиваме и не ги гледаме другите области кај што сакаме? Се криеме ли зад проблемот со името на некој начин, како држава, како народ, како оние кои што раководат? Така. Значи, одлично е прашањето. Сега, веројатно гледачите ќе кажат затоа што сум јас опозиција, ќе ги зборувам за тоа дека проблеми Македонија има уште многу одамна. Меѓутоа, исто така, тоа е мерливо е каде се нашите проблеми. Секоја година гледаме дека се повторуваат едните исти проблеми. Комисијата упорно ни кажува, не, подупорно, не ми само последните 2 години, туку ми само последните 6-7 години. Едни исти проблеми се провлекуваат во извештајот. Ево, например, ќе ви кажам во делот на човековите права, за ратификацијата на спогодбата од Советот на Европа за користење на малцинските јазици. Уште од 2006 година таа забелешка постојано се провлекува. Ние, од друга страна, сме нашата држава, нели, нашата влада, вика дека нас сака да ни го сменат идентитетот со тоа што директно напаѓат на нашиот јазик и сега
држава која што од една страна се брани со јазикот, од друга страна не смогнува никаква политичка волја да земе да ја ратификува, значи таа повелба и конечно да во извештајот да пишува дека сме ратификувале. Значи вакви проблеми околу извештајот се провлекуваат уште од 2006-2007 година, едни исти работи се зборуваат. Секоја година ни зборуваат, например, дека бројот на државни службеници, на јавни службеници е непознат, дека владата тоа не ни го кажува. Секоја година ни кажуваат дека така наречениот предпристапен економска програма, значи еден друг документ кој што го изработува Министерството за финансии е со многу слаб квалитет, кој што не може да се предвидат економските текови во државата. Секоја година ни зборуваат за медиумите, секоја година ни зборуваат за судството. Значи постојано едното исто, просто е неверојатно. Мислам, ако ги земете да ги споредите, извештајте како да се работи за копи-пейст. Токму така, затоа јас и во текот на оваа емисија ќе говориме за тоа, вашите сознанија од истражувањата, за тоа како се движиме во поглед на извештаите кои ги добиваме, но би ве прашал пред тоа за она што се пушти во опток во овие денови, дека е можно дури да ни се одземе препораката. Дали такво нешто е можно? Гледам според извештаите дека не е можно денеска да ќе се објавува извештај во кој што само се наведуваат новите или како во мирување да се уште, и се случило ли некому да му биде одземена? Многу работи не се случиле на Македонија, што се случуваат не само. Значи има прво два битни моменти во врска со ова. Прво, од искуство знам дека извештаите не би требало да се коментира додека не се објават. Така? Верувајте, и јас, значи, во моето досегашно искуство сум добила нацрт верзија на извештајот, ама тој многу се менува додека да се објави. Така што не би коментирала, значи би коментирала што мислам јас дека ќе го има, меѓутоа далеко од тоа дека факт е дека тоа ќе биде внатре. Значи тоа е прва работа. Втора работа, препораката. Дали може да се одземе? Зашо да не? Може да се одземе. А меѓутоа што ќе значи тоа? Значи, ако размислиме што ќе значи тоа за Европска унија, за Европската комисија, тоа ќе биде не знам каков преседан. Значи, мора да сме свесни дека ние сега има Европска комисија која е на заминување. Значи, имаме еврокомесар кој е на заминување. Значи, Филе сега ќе си оди. Во никој случај не би било корисно за него таа препорака да исчезне. Особено затоа што толку многу е форсираше Македонија во целиот овој период. Оваа комисија што сега ќе си замине и ќе дојде некоја нова, никако нема да сака своето позиционирање, својата работа да ја означи со еден ваков неуспех, катастрофален неуспех. Тоа е една работа. Второ е ќе биде политичката порака, ќе биде страотна ако тоа се случи. Така што лично не мислам дека ќе дојде до одземање на препораката. А ако дојде до условување на препораката, тоа е своевиден преседан исто. Тоа го слушнав. Значи го прочитав она што го емитуваат поголем дел од медиумите по Пладнево, од нивни блиски извори, мич не го сакам тој збор, ама еве наши извори ваму таму. Нивни блиски извори од Брисел велат го употребуваат зборот условување. Што ќе значи тоа? Условувањето, нели, conditionality е практично инструмент во рацете на Европската комисија од секогаш бил. Значи не било само за Македонија, било од секогаш во процесот на проширување со сите држави, тие имат можност да условуваат и го користат. Јас лично сметам дека кај Македонија не е тоа доволно искористено. Не зборувам се конкретно за досега би требало, ако требаше, ако ме прашате мене, требаше и досега да го користат. Например, требаше според мене да го искористат во делот на пописот. Мораше да ја натерат владата да земе да направи попис, затоа што тоа ни е рак рана во општеството, не можеме ние развој да предвидиме во државата без тоа. Само како пример ви кажувам. Значи инструментот на условеност од секогаш постоел, не е измислен само за Македонија, од секогаш бил тука. Дали ќе реши комисијата да ја услови Македонија, не знам, меѓутоа едно знам, ако се случи таквото условување, тоа ќе биде страшен срам за граѓаните на оваа држава. Јас по она што го прочитав по Пладнево на вебсајтовите, значи тој збор се употреба, веќе утре ќе биде прилично јасно. Сега бидејќи кажавте, доаѓате од опозицијата, претседател на Комисијата за европски прашања на Социјално-демократскиот сојуз на Македонија, уште една работа со која се манипулира. Влијанието на бојкотот на опозицијата врз извештајот директно. Значи се знае овде во држава како има 5 барања
опозицијата останува на нив, не се враќа во парламентот. Од власта се вели дека со невраќањето во парламентот опозицијата влијае на негативен извештај. Значи, како коментирате тоа? Значи вака. Во делот каде што се префрлува дека опозицијата влијае на извештајот, Така? значи конкретно станува збор за влијание во така наречениот политичкиот диалог. И тоа, само секунда, само да биде... Така, тоа е анализата која што имате за досегашните. Да. Односно споредбена анализа на она што се извештаите досега, така? Да, значи што сакам да кажам, дека во делот на политичкиот диалог ние сме превземале неколку работи што треба да ги направиме. Еве го. Значи во делот ова сега што ќе ви го прочитам, тоа е од така нареченото пристапно партнерство. Пристапното партнерство е документ врз кој што практично се оценува извештајот. Значи Така? не е нешто напамет, комисија не измислува топла вода, туку точно се знае што е она кој ќе го гледа ево во делот на парламент што бара. Во делот на парламент пристапното партнерство вика да се зголеми капацитетот на собранието со повеќе ресурси. Понатаму, чекај каде беше тоа? Политичкиот диалог. Да, постојано се споменува и политичкиот диалог. И токму денеска се споменува дека ќе биде присутен и во најновиот извештај. Не можам сега да го најдам, меѓутоа, политичкиот диалог практично не е само седењето на опозицијата во собрание. Значи тоа е дел од политичкиот диалог. Се разбира затоа што собранието е дел од политичкиот диалог. Меѓутоа, седењето на опозицијата во собрание, во фотелја не значи ништо. Во делот на политички диалог влегуваат и интеретничките односи. Впрочем, зато ги направивме ние и комисијата за односи меѓу заедниците. Значи тоа уште од 2000 и да ве потсетам од каде доаѓа ова. Ова дојде со првата тепачка во собранието во 2008 година. Во тој период кога ДУИ беа опозиција, и ако се сеќавате, тогаш несреќна жртва на целата работа беше Теута Арифи. Тогаш нашата влада се обврза во делот на политички диалог дека ќе направи комисија за односи меѓу заедниците, дека ќе донесе нов закон за собрание каде што ќе биде обезбедувањето земено од внатре во собранието, нема од МВР да биде обезбедувањето. Тогаш реши дека ќе донесат нов деловодник кој што патем кажано таму се обврзува дека ќе биде донесен со консензус и еден куп други работи. Значи, од сите тие работи, политички диалог исто така значи опозицијата кога влегува во собрание и дека кога ги дава своите коментари, дека дел од тие коментари не се секогаш глупост, дека нешто може да се привади, а не едноставно да ги сврлите од собрание кога ќе треба да го донесувате и буџетот. Ланскиот извештај за напредокот подвлече и уште една нова област, се викат јавни финансии. Значи прв пат од лани стана битно да се имат да се има отчетност во јавните финансии. Па ние годинава донесовме буџет без опозиција. Значи, ево, опозицијата не е ама и да бевме во собрание, тоа вас не ви го решава проблемот дека вие буџет донесовте без опозиција. Значи тој ќе се донесеше пак, така? И тоа е се политички диалог. Сакате да кажете дека опозицијата и треба на власта за алиби? Апсолутно. Ние решивме, практично нашиот бојкот е тоа. Граѓаните мора да сватат дека нема веќе да биде опозицијата само алиби на власта. Значи, све што сама ќе си скува, сама ќе си срка. Да, ке стрка таа, меѓутоа и народот е тука, Македонија е тука и сега во ваква констелација, кога утре се очекува тој извештај кој што најверојатно нема да донесе нешто кој знае што ново, ќе остане исто, да се реши тоа, да се реши тоа, да се реши тоа. Тука некаде се работите. Јас мислам дека ќе има новост. Така, ќе прокоментираме вашето мислење подоцна. Сега ова што очекувате? Каде се перспективите на Македонија? Дали во недоглед извештаи кои што ќе бидат така нема да се решава? Зошто, значи, ајде да го поставам поинаку прашањето, дали не разбира Европската унија? Не разбира или дали не толерира до одреден момент? До кога ќе не толерира ако не ги решаваме? Сето дека не почнеме да ги пречиме. Мислам, треба да ни биде јасно.
се додека не произведуваме криза, ќе не толерираат. Бидејќи сме премногу ситни, премногу небитни сме, за да ги нарушуваме нивните планови. Во моментот кога ќе почнеме да се спротивставуваме на нивните планови, тогаш нема да не толерираат. Едно тие работи е, например, ево сега енергетската заедница, околу гасоводот. Тука веќе влегуваме на поле каде што е, како да ви кажам, веќе чувствително за Европската унија. И ако се сеќавате, ако забележавте овие неколку дена што се случува, власта веќе почнува да реагира и сега бара начин како, бидејќи не знам колку се граѓаните запознаени, меѓутоа нас практично не тужат, меѓутоа не имат ставено на столбот на срамот во енергетската заедница, затоа што не ги имаме исполнето таму условите, бидејќи власта си тера по свое, најдобро им е нив најлесно преку нивните, нашите МЕПСО и ЕЛЕМ си ја бркат работата. И сега, веројатно, ќе треба да одговараме за тоа. И сега власта одеднаш овие дена почва тука да ја смирува топката. Значи, тука имаме проблем. Втор проблем, за кој што се надевам дека ќе представува малку поголем проблем, е тоа што прв пат сега во оваа финансиска рамка, Европската комисија направи стратегија за Југоисточна Европа. Таа стратегија е феноменален документ. Јас искрено кажано, толку документи од Европска унија сум читала, ама овој е многу добро изработен документ, каде што има мерливи индикатори, што све треба да се постигне во делот на Југоисточна Европа до 2020. И за секоја држава поединечно, и регионални индикатори има и на ниво на држава, значи поединечно. Така што, ако почнеме ние да се спротивставуваме премногу на стратегијата која што ќе се исполнува со европски пари, тогаш малку ќе не удрат по глава и ќе ни кажат, чекајте малку, што правите? Значи не можете да користите наши пари против нас додите. И како пример ќе ви кажам, една од работите што е предвидено во таа стратегија е, например, привлекување странски инвестиции. Во таа стратегија се вели дека државите немаат доволно капацитет поединечно да привлекуваат инвестиции и впрочем, ние не сме поединечно, значи ние треба да научиме како регионално да се гледаме, значи компаративна предност на цел регион. И они викаат дека со тие пари практично што ќе доаѓаат од регионална ИПА, ќе се помогне да се изготва, значи да се унапредат тие компаративни предности на региона за привлекување на странски инвестиции. Се во таква една консталација ви доаѓа вас Тодоров и ви вика ние ќе правиме слободни здравствени зони. Не може така. Значи или никад во животот не ја прочитал стратегијата, или не знае што зборува, нема да му дозвола да се игра така. Затоа што тоа е директно спротивно на она што некој ставил подпис. А во случајот на оваа стратегија имаме 2 подписи ставено. И Поповски, како министер за надворешни работи, и премиерот. Си, одеднаш вакви решенија ви доаѓаат. Токму до овој момент ќе продолжиме. Режија, време е за првиот блок на реклами. Голема акциска продажба во маркетите на Макпромет. Сувомеснати производи на Подравка по екстра ниски цени. Мој леп бел 22 и интегрален за 28 денари. Јого бела 3+1 гратис 68 денари. Кафе Браво 60 и мока за 62 денари. Супи Маги по супер цена. Боја за коса палете за 129 денари и перволо 3 литри за 310 денари. Маркети Макпромет. Топлина за вашите најмили, за вашата душа и вашето срце. Вистинскиот партнер се одбира еднаш. Камени Копер. Партнер за вашиот дом. Ресторан Лонгуров ви препорачува единствени во штип, обескостено пиле по уникатен рецепт. Дојдете, пробајте и уживајте. Тие што пробале знаат, а останатите раскажуваат. Лонгуров. Европа, фабрика за задоволства. Сите среќни приказни започнуваат со Вицко. Се за вашиот дом, но и за подарок.
Ударете од срце за срце и одберете го Вицко. Ајбо депилатори за праски, педикир за крставици и ред други работи, изволте. Да, која друга салата не бие, вомич кирпе многу од крставици. А да пробаш со бибоза? Може. Бибоза? Ај види со човеков. Брилијат и се е како подбачкано. Направете најдобар избор за вашиот автомобил. Акумулатори Топла. Таксно по најповолна цена со откуп на стариот акумулатор. Акумулатори за фотоволтаични системи. Се на едно место. Вујвал Трейд. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркети Зендолино. Дечки, се направивме да почнеме собствен бизнес. А фирма да отворевме. Гаранција ќе се влечеме долго по институции. Тоа е завршена работа. Се има на веб страницата на Централен регистар. Можеме да регистрираме фирма во еден чекор за 0 денари, преку регистрационен агент. Наше е само да избереме агент. Супер! Сега можете да регистрирате фирма во еден чекор за 0 денари. Кај регистрационен агент кој може да биде и ваш сметководител. Изборот е ваш. Соопштение. КТВ Роби Телекабел изврши промена на фреквенцијата и каналот на телевизија Стар. Најдоцна до 15 октомври потребно е гледачите да ја наместат фреквенцијата на 182,25 или на канал C06. За дополнителни информации јавете се на 386 705 или 612 612. Еве не назад продолжуваме. Наши ваш гостин, господја Лидија Димова, председател на Комисијата за европски прашања на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Пред да преминеме да проговориме малку за самата комисија. Значи ова е нов начин на работа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Еве конкретно за оваа комисија која е незината цел? Значи јасно беше кажано на сите комисии дека ќе ги следат работите на она што е тој ресор на власта, на владата. Меѓутоа колку е насочена на тоа што би го правела СДСМ во иднина, бидејќи работата на секоја опозиција да се обиде да коригира власт и да дојде на власт. Дали во вашата работа се содржани мерките кои што би ги презеле во иднина, како би постапувала СДСМ по ова прашање? Да, значи точно, комисијата е експертско тело практично. И луѓето од комисијата ќе ги следат на дневна основа, значи она што се случува во делот на европските интеграции и ќе реагираме соодветно. Така. Тоа значи дека ќе идеме на пресконференции, меѓутоа не само на пресконференции. Значи имаме и друга стратегија сега. Главно ќе се фокусираме на директни контакти со граѓаните, затоа што медиумите не ни се нас наклонети. Значи и кој ќе свикаш пресконференција се знае кој се појавува и колку тоа оди во етерот, тоа е друго прашање. И затоа ако не сака планината кај Мухамед, Мухамед ќе оди кај планината. Значи нашата цел е што ги имаме нашите сознанија да ги пренесеме до граѓаните, па ако треба и од врата до врата. Значи од врата до врата е инструмент кој што се користи обично за време на кампања, меѓутоа ние сега ќе почнеме да користиме поначесто и ќе се обраќаме на граѓаните, ќе им посочуваме што е она, например, што практично се греши во делот на европските интеграции. Тоа е делот со кој што јас ќе се занимавам. Меѓутоа целта ни е, например, кој ќе ги пренесеме пораките да ги персонализираме. Значи не да бидат пораките административни сувопадни. Ево ќе ви дадам пример за да биде појасно. Во овој извештај јас очекувам дека ќе има
коментари околу притворот, дека се злоупотребува за политички цели. Зошто очекувам? Затоа што неколку години со ред се коментира. Меѓутоа веќе има дистанца Европската комисија, значи минимум 2 години како се користи законот. И од таа дистанца сега веќе може да даде суштински коментар и јас очекувам дека ќе го има тој суштински коментар во извештајот. И сега ако постои таков коментар, нашата цел е на граѓаните кога ќе им се обраќаме, да им кажеме дали сте свесни дека Европската комисија кажува дека во Македонија се злоупотребува притворот за политички цели и да им го поставиме прашањето кој е следниот? Сте размислували дали сте вие следен? Значи колку што можеме повеќе да ги персонализираме работа. Почувствуваат луѓето што значи тој извештај лично апсолутно, за не генерална некоја генерална политика. Затоа што извештајот е комплициран да се разбере. И ние мораме тој да го разбереме. Затоа веројатно се чита на различен начин како која провиненција доаѓа. Значи целта ни е да го доближиме. Тоа е едната од нашите цели на комисијата. Втората е да можеме да ги правиме соодветните испитувања, истражувањата ни се многу битни и сето тоа да се преточува во програмска политика. Нели на СДСМ и овие, значи главно експерти се наоѓаат, значи во оваа комисија. Меѓутоа нивното действување за разлика од порано сега е на дневна основа. Но чисто политичко, не е политичко, ама во вакви констелации во Македонија доаѓа као чисто политичко прашање. Сосема очигледно е дека во Република Македонија во последно време ова што го работи во моментот СДСМ со овие комисии не е начинот кој што дава најуспешни резултати на политички план. Добро. Некои поинакви начини делуваат, сосема јасно. Дали мислите дека ќе има погодно тло во Македонија за оно што го работи СДСМ во моментот? Ова го прашувам не од аспект на самиот успех на политичката партија, туку од аспект на потребата од опозиција која што навистина ќе биде моќна и која што ќе допре до граѓаните, која што ќе биде коректив на власта, она што треба да биде. Значи вака, јас се согласувам дека е многу тешко да се спакува и да ја продадете европската приказна на нашите граѓани. Многу е тешко. Особено на граѓаните кои што не ја разбираат Европската унија. И не можете вие да се лутите што тие не разбираат. Да, ви може да говорите колку сакате, некој ќе одиде ќе рече гледате ги бугарите влего, ама лошо име, гледате романците влего, лошо име. Да, тоа сакам да ви кажам. Значи некој ќе одиде и вие после ќе отидете ќе рече не, извини, ама јасно. Значи особено при контролирани медиуми. Мислам, особено при медиуми од типот на јади бурек секоја вечер им се пере мозок и слично. Значи јас сум свесна за тоа, меѓутоа има една друга работа. Тоа е реформите. Реформите за среќа се прават во одредена рамка. Главната рамка каде што се одвиваат тие реформи е Европска унија. Сите други финансиски институции кои што помагат во реформите, од типот на Светска банка, од типот на Европска банка, од типот на Европска инвестицијска банка или финансиските институции или USAID и билатералната помош, сите тие ја следат рамката на Европската унија. Значи тоа е многу битно. Како лидер во таа реформска рамка е исклучиво ЕУ. Тоа значи дека помошта што ја добиваме од странство мора да биде согласно она што е предвидено во стратегијата на ЕУ за помош на Македонија. И тука е среќната околност. Тоа значи ако се за пример за среќа има таква реформа сега во Европска унија во оваа финансиска рамка 2014 до 2020 се случува според мене пионерски чекори на нешто што може квалитативно да го промени начинот на кој што се трошат европските пари. Зошто го зборувам тоа? Затоа што сега имаме секторски период. Сега ова малку суво падна, јас ќе се обидам да ви објаснам. Што значи секторски период? Значи од самиот почеток ние ќе правиме планови за 7 години до 2020. И во тие ќе гледаме секторите. Например, имаме еден сектор кој што се вика демократско владење. Има друг сектор кој што се вика вработување. Значи и вработување и едукација и образование не е заедно. И сега, ајде ќе го семиме вработување и образование. Че Европската комисија што прави? Вика за да може Македонија да ги користи овие пари од Европска унија, тие ќе мора да направат така наречен
mid-term budgeting. Тоа му се вика, значи тоа се среднорочни буџети. Значи, она што Министерството за финансии од 2005-та требаш да го прави, никако да го направи. Со тие среднорочни буџети, вие треба да избуџетирате 7-годишниот дел на секторот вработување и образование. И потоа го давате, го гледате тој сектор и го дава потоа, значи се дава и се вика, окей, од овај план тука што сме го направиле, Европска унија може да го покрие тоа и тоа и тоа. Вие од Светска банка што сакате да покриете? Ова. Вие што ќе покриете тоа? И на тој начин се прави планот и нема отстапување. Тоа значи дека просторот за маневрирање на владата се намалува. Се повеќе и повеќе ќе им се намали, за да можат да ги злоупотребуваат парите како што ги злоупотребуваат сега. И ќе нема бегање. И од таа гледна точка, мислам дека нашата работа како Комисија за европски прашање е суштинска во рамките на СДСМ. Сега, во рамките на владата постои сектор за евроинтеграција. Да. Своевремено го водеше Шекеринска. Да. Сега во овој момент Бесими, што работи, значи треба да го работи се во тој сектор. Како оценувате работата на тој сектор за евроинтеграција, бидејќи колку што знам, хрватите кога влегуваат, сите други кога имаше комисии кои што работеа по одредени точки, не знам колку, со илјади се броја точките по кои што треба едно по едно да разговараат, да решаваат, да кажуваат. Така. И ако немаме датум за преговори, тоа се решава и во меѓувреме. Така, колку што знам. Апсолутно. Како работи тој сектор? Па, доволно е ова да ви кажам, дека секретаријатот за европски прашања беше сместен во рамките на владата, нели, ваму. Сега се наоѓа во старите простори на Комерцијална банка. Таму е мрак, ништо не се гледа, бидејќи Уставниот суд и тие другите велелепни барокни зданија, ова велелепни под наводници го кажувам, мислам, ако не бев очигледна со гримасата. Значи, мрак, ништо не се гледа и внатре работат луѓе кои што веројатно се примени на работа во последните 5 до 6 години. Како да ви кажам, се што беше од таму човек кој што разбираше Европска унија, си отиде. Тоа само по себе ви кажува и каде се наоѓа, значи, секретаријатот. Секретаријатот е локомотивата на евроинтеграција. Ако вие немате, значи, кој да ја повлече таа локомотива, кој да повлече процесот, што очекувате? Во тој случај, не што очекувате, туку кој е вашето мислење за тој став дека можеби навистина некој форсира теза дека не ни е потребна Европска унија, затоа што и такви тези од време на време поминуваат, не се кажуваат јасно и гласно, но ги пуштаат некои аналитичари, нешто слично, со наприказна дека Унијата можеби ќе се распадне, додека ние да влеземе и нешто слично, дека нема баш ни толку лошо да ни биде, дека треба да се свртиме кон други партнери и така натаму. Задолжително ли е според вас единствена ориентација ли е на Република Македонија евроинтеграциите и колку има вистина во тоа, што ќе го кажат некои аналитичари, не ми е потребно. Не е задолжително, добро ни е вака. Не, вака тешко на таа држава каде што нема опции. Се разбира дека мора да имате вие алтернативни решенија. И секогаш има и ќе имало алтернативни решенија. Ја немам проблем со алтернативните решенија. Евроскептицизмот е здрава работа. На крајот на криштата се прислушуваме и ние што сме еврољупци, како што не нарекуваат, нели се прислушуваме и ние со тоа што сме во директна дебата со евроскептичарите, нели? Проблемот кај нас е што нема дебатата. Кај нас нема дебата. Кај нас имаме неколку медиумски центри, откаде што се ливеруваат ваквите теми. Имаме неколку полуписмени експерти, кои што во името на експертизата ќе излезат и ќе кажат нели информации од типот на нели ќе се распадне ќе се распадне Европска унија, без при тоа најважното е дека ќе го склопат во една обланда која што некаде ќе помине, да се разбереме. А знаете зашто? Затоа што кој не известува нас за што се случува од Брисел? Бобан Нонковиќ. Бобан Нонковиќ од Европска унија не знае ништо. И сега Бобан Нонковиќ е нашиот авторитет преку кој што можеме ние кај јавноста да протнеме каква сакаме агенда. Без никаков проблем. Нели се достапни извештаите, реакциите, соопштенијата на Брисел за сите? Се. Меѓутоа бара одредена експертиза вие да ги читате. И ќе ви кажам и зошто. Значи, извештајот на Европската унија
Значи, кога извештаат за напредокот на државите. Која е целта на овие извештаи? Две цели има. Едната цел е секоја држава да знае како се напредува, нели да како напредува, бидејќи и самите држави барат потврда за за вложувањето, за нивниот труд. Тоа е првата. И втората, можеби уште побитна работа, е тие се наменети за државите, за граѓаните на Европска унија. Значи, тие извештаи ги пишуваат и ги читат и граѓаните на Европска унија. Затоа вие мора, како Европска комисија, да сте многу тактичен кога ги пишувате внатре работите, затоа што што ли ќе помислат граѓаните ако вие кажувате дека Кежаровски е во затвор од неоправдани причини? Што ќе кажат? Ќе овие луди се новинари затварат. Што ќе помисли еден просечен граѓанин во кој ќе каже дека притворот се злоупотребува за политички цели? Ке чат, со овие ли ќе седиме на иста маса? Значи негативен имидж се создава за апсолутно, а Европска комисија е свесна дека на крајот кој ќе престанат кој ќе завршиме со сите преговори, тоа ќе оди во секоја држава на ратификација договорот. И не сакате тогаш вас да ви падне целиот труд во вода, како што е случајот со Норвешка, со Швајцарија. Пред да одиме со вториот блок на реклами, јас да кажам само на нашите гледачи кои што се обидуваат да не добијат дека повторно имаме проблем, најверојатно со некој гледач, еден гледач кој што сака да ни ги блокира линиите, но еве ги пренесуваме ставовите. Во последниот дел од емисијата во последните 5 минути ќе ве прашам за очекувањата од утре од извештајот што би можело да се промени, но клучно прашање според мене за нас во Македонија. И мене лично ми се поставува прашањето зошто дури Европската унија, или јас добивам таков печаток, дека Европската унија, Европската комисија во изјавите сите авторитети од Европската унија како да сакат прво што кажуваат, решите го проблемот со името. Другото некако го оставаат понастрана и јасно и гласно не го кажуваат. Дали им е најважно сепак проблемот со името, па потоа она што треба да го средиме не заради нив, туку заради нас веројатно. Не е битно, нам не е потребно во државата да не имаме подобар живот. Значи вака, ако забележувате што се случува во последните неколку години, значи Европската комисија излегува со препорака за Македонија. Кога вие добивате препорака за почеток на преговори, тоа значи, тоа се подразбира дека вие политичките критериуми ги исполнувате. Значи, барем до тоа ниво за да може да влезете во другата фаза. Другата фаза се вика пристапничка фаза. На англиски значи од candidate country, значи од држава кандидат да преминете во acceding country, значи во држава која е во процес на пристапување. Так. Само една држава, тоа е Грција. Значи, нејзината дебата е следна. Она вика дека Македонија не ги исполнува политичките критериуми. Значи, директно против комисијата вика за политичките критериуми. За да не отидеме во наредната фаза. За да не отидеме во наредната, ама не вика дека е проблемот името. Затоа што проблемот не е името. Затоа што не смее да каже дека името проблем поради пресудата од Хаг. Так. Туку вика проблемот е политичкиот критериум. Рече си секоја година и годинава тоа ќе го каже. Дали ние можеме подобро да го искористиме тоа што го кажувате? Види, ако имаме нормална влада, се можеме да искористиме, ама Веќе ова што го кажувате е момент кој што може уште како да влијае на сите други кои што одлучуваат на некој начин. Ама апсолутно. Сега другите држави членки кои што се тука во приказната, они се свесни дека ако влезат со приказната, дека има и нешто друго освен името, практично ќе дадат поддршка на Грција, а тоа не сака да го направат. За жал, нашата влада изгледа не го гледа тоа и го злоупотребува. Така. Во последните 5 минути ќе одиме со очекувањата од она што утре треба да биде објавено. Режија време е за вториот блок на реклами со кој што треба да завршиме пред 18 часот. Најниски цени во маркетите на Китго. Замена за сирење вкусно 109 денари. Крави кашкавал шипка 2 броја со гратис денка 349 денари. Паштета миспол 2+1 гратис 24 денари. Чадени пилешки копани глобус 145 денари. Наполитанка чудо 2+1 гратис 40 денари. Невен крем со гратис влажни марамици 84 денари. Детергент Лила 2 литри со гратис универзално средство 169 денари. Детергент Мерикс 3 килограми со гратис мер за садови 205 денари.
Маркети Китго. ТТГ Питстоп ви нуди гуми за комплетна сигурност и најмногу километри. Мишелин, Клевер, Тигар, Корморан и Бристоун за автомобили и тешки товарни возила. Со гумите на ТТГ Питстоп сметете и на монтажа, полнење со азот и балансирање со најсовремена технологија. ТТГ Питстоп по повод 15 годишното постојање овозможува специјален попуст. Центар за гуми ТТГ Питстоп во Штип, најповолна понуда во источниот регион. Од проект до реализација, климатизација, вентилација, грејење и соларни системи. Уни 24 се ексклузивни застапници на веќе докажаниот бренд Mitsubishi Electric, кој ги поседува најквалитетните уреди за ладење, грејење, топлотни пумпи и централна климатизација, а ви гарантира и највисока енергетска ефикасност. Уни 24 има и собствена линија за производство на воздушни канали, бокс системи, рекуператори и епохауби. Побарајте не во новоотворениот салон на улица Железничка без број во индустријската зона во Штип. Уни 24. Промена кон подобро. Во тек е изградбата на моментално најлуксузно деловниот стамбен простор, Порта Пролет во Штип. Објектот се издига на стабилна новоизведена подлога по проект на Градежен институт на Македонија и експертиза од доцент доктор Јосиф Јосифовски од Градежен факултет, која воедно е зголеми и стабилноста на соседните објекти кои се изградени на растресито и нестабилно земјиште. Вградените највисоко квалитетни материјали може да се забележат на лице место, пошто оваа зграда се разликува од останатите. Големата количина наставена арматура и високи марки на вграден бетон ја прават една од најасеизмичките згради во регионот. Доколку сакате квалитет, економичност и луксус во едно за трајно решение, не чекајте, контактирајте ме. Ти сменив маслото, ти сменив предните плочки, ти ги сменив задните плочки, семерингот, филтер за гориво, ти сменив се. Ајде, вози. Мајсторе! Па добра, оди во Хамачи, таму е бесплатно. Кај нас во Хамачи за секој купен дел монтажата е бесплатна. Хамачи Моторс. Не, ТВ Стар не исчезна од екраните. Вие само до сегашната фреквенција треба да ја смените на 182,25 или на канал C06. Многу едноставно и тоа можете да го направите сами, односно вака. На вашиот далечински управувач го притискате копчето мени. Потоа со помош на стрелката ја одбирате опцијата Manual Store или рачно пребарување. Ја одбирате опцијата Аналогни канали. На полето канал напишете C06. Доколку вашиот телевизор пребарувањето го врши преку фреквенции, тогаш одберете ја фреквенцијата 182,25. Еве, назад во студиото, уште еднаш да ви се извинам, почитувани гледачи, што не успеавте да дебатирате со нашата гостинка денеска, знам дека сакавте. Нашиот, ајде ќе го речам, пријател од зад телефоните се крие и ги блокира линиите. Ви се извинувам затоа што не можевте. Се надам дека барем одговоривме на дел од вашите прашања и дилеми во врска со евроинтеграциите преку ставовите на господја Лидија Димова. Што губиме ние, господја Димова, како држава од тоа што не преминуваме во наредната фаза? Што губи Македонија? Постојано се говори за тоа дека голем дел од европски пари остануваат неискористени. Дали е тоа последица на ваквите состојби или нешто друго е во прашање? Значи вака, неискористувањето на европските пари се директно врзани со реформите. За вие да ги искористувате парите, мора да се движите напред со реформите. А бидејќи ние стоиме вместо со реформите, европските пари не можеме да ги потрошиме. Тоа е прво. Второ, што губиме ние со тоа што сме во една ситуација каде постојано само со препорака и ништо тоа што губиме многу. Значи губиме ево на пример ако ние имаме од европските фондови неповратна помош околу 620 милиони евра. Неповратна помош во периодот 2014-2020.
судејќи според ситуацијата со Хрватска, која што отприлика голема колку Македонија и отприлика ги има сличните карактеристики како Македонија, во моментот кога ние ќе станеме држава членка на Европска унија, ние би имале не двојно, не тројно, туку околу 10 милиарди евра ќе има само Македонија. Значи многу губиме. Второ, парите што ги добивате вие од Европска унија, тие се развојни пари. Ево, ќе ви дадам пример. Ако вие како земјоделец имате, да кажам, да речеме, ево лозија, да предпоставиме дека имате лозија. Значи, вие кога ќе земете пари за лозијето и добивате годинава, да речеме, 100.000 евра, неповратна помош од Европската унија, тие пари ви се условени со некаков напредок. Во моментот кога ги враќате тие пари, вие автоматски отварате можност да земете 3 пати повеќе од тие од неповратни средства. Значи, уште веднаш можете 300.000 евра да земете. Значи, ве терат уште веднаш да размислувате како развојно, значи како тоа лозија да направите нешто повеќе. И тоа е директно врзано со луѓето кои ще напуштат државата. Значи, не треба младите луѓе да се иселуваат. Ако имат парче земја, треба да искористат тоа парче земја. И тука да си го вадат небот во оваа држава. Во неделата кај мене, јас сум од Драчево, од Скопје. Во неделата кај мене бев во село Драчево, градоначалничката на Кисела вода, имаше средба со граѓаните, па јас сакав да видам на што се сведува нели таа средба. И сега многу е специфичен случајот во село Драчево. Луѓето имаат проблеми околу нивите. Имотно-правните односи не им се решени, затоа што нема документ дека ги поседуваат, и сега власта, нели, правилата, законите од нив им налагат да прават елаборати, и бидејќи ти имаат многу ниви, во просек таму секој треба да плати од 5.000 до 12.000 евра само за имотен лист, а баш кај што имаат проблеми околу поседовниот лист. Значи, ако ја земете вие село Драчево да го видите, да го анализирате, и да видите од ИПАРД, кај што ние не ги трошиме парите, да го ги враќаме во Европска унија, од ИПАРДот, ќе видите дека во рок од 5 години село Драчево може да биде, како да ви објаснам, мислам, милина од село. И сето тоа да се изгради со европски пари. Вие само треба да им овозможите на тие луѓе како лесно да ги платат парите, за да можат, нели, да го исплатат тоа. Некој што ќе се јавеше, знам гледачи кои што сме коментирале, се јавувале на слични вакви теми, ќе прокоментира и би ве прашал сигурно и следново. Дали СДСМ би го направил сето тоа, не говорам за оној другиот дел, значи реформите, демократизацијата, медиумите и така натаму, туку името, кога веќе се поставува како клучно. И тезата која што оди е дека не сме по никоја цена да се смени името, да не се продаде идентитетот и нешто слично, и дека затоа се кочат сите тие преговори. И дека дали има СДСМ решение за името. Тоа би ве прашале, што би одговориле на такво нешто? Како би се платила една таква цена, која што се наметнува како без цената, дека тоа не сме да се случи? Видете, мислам, многу е нефер. Мислам, се поврзува едното со другото, знаете. Апсолутно. Меѓутоа, знаејќи колку ни е транспарентна власта и знаејќи колку власта е така дарежлива со информациите и колку има политички диалог во државата, све што ќе кажам јас ќе импровизирам. Јас можам само едно да тврдам, дека за мене, не зборувам за СДСМ, за мене карактерот и идентитетот се крие позади јазикот. Најбитно од све е јазикот. За мене е битно. И сега, знаејќи дека во Европска унија има една посебна програма која што се вика култура, и во која што Македонија добива пари патем, сите оние преводи што ги правиме, што ги добиваат книгите, а не книгите на владата, што се со лош превод, доку книгите што ги добиваат овие уредничките куќи, белетристика што ги преведува, тие се сите преведени од Европска унија пари, од култура програмата, и тие добиваат неповратни средства, грантови, за на македонски, за на македонски. И таму во тој придачник што е на Европска унија, каде што стои цената колку дава за секоја држава, таму се стои македонски јазик и кодот е МКД. И од секога стоел. И во моменти кога македонски го немало како придавка во нашиот извештај, таму си стоел. Значи, тоа е една работа. Втора работа, Европска унија, не можам да ви објаснам колку све пари дала
за да може да воскресне јазици кои што речиси биле заборавени, како што е на пример геликот, како што е на пример велшкиот. Сега се зборува велшки во велшкиот парламент. Геликот речиси да не постоело, под некоја баба и дедо таму по селата зборувале гелик. Ама се потрудија да не се отцепи. Ама сакам се потрудија, не шкотска, не. Да, се извинувам. Значи за Ирска зборувам се едно. Значи ставија, потрошија пари и они знаат дека е скапо преведувањето на сите акти на 23 јазици. Бидејќи изминува времето, морам да ве прашам на крај, рековте дека очекувате дека нешто можеби ќе се промени, дека нема да биде секако во претходните извештаи. Освен она што се поизвестно е и објавено во медиумите, ќе видиме утре. Јас само пренесувам што беше напишано по порталите дека условена препорака ќе добиеме. Што друго очекувате да се смени со овој најнов извештај? Утре што се објавува. Јас кажам, очекувам дека ќе биде многу покритичен од сите до сега што ќе биде. Форматот ќе биде сменет, значи нема да биде како досегашниот извештај, ќе се гледа 23 поглавието за човекови права поединечно, 24 каде што е визна либерализација, значи тие двете поглавија што требат, ќе се гледат поединечно, тие се битни. Од доаѓањето на Меркел, нели после она што се случи во Берлин, очигледно дека и економскиот дел веќе ќе има свој печат во извештаите. Очекувам дека и тоа ќе се коментира поприлично и очекувам делот на транспарентноста и на јавните инвестиции дека ќе бидат дел од критиката или дел од извештајот кој што ќе имат многу поголема тежина поради програмирањето на ИПА парите. Значи сега сме во една фаза кога самиот облик на извештајот ќе се менува. И ќе видиме резултатите. Мене лично најмногу ми е интересен како новинар делот кога следам како различно се читаат извештаите, секој од свој аспект, и тоа ќе го следам овие денови. Јас ви благодарам за гостувањето, за споделеното мислење. Се надевам дека ќе имаме прилика повторно да разговараме. Веројатно ќе има коментари после објавувањето на извештајот, ќе треба да се работи, а вие, како што кажавте, ќе следите работењето. И се надам дека на тој начин ќе се обидувате да помагате, што е најважно од се. Благодарам многу за гостувањето. Тоа беше разговорот со господја Лидија Димова од комисијата односно председател на комисијата за европски прашања при Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Разговор кој што ни дојде токму во очи на утрешното објавување на новиот извештај за напредокот во евроинтеграциите на Република Македонија. Утре ќе биде објавен извештајот, ќе знаеме што се случува. Се надевам дека разговорот ви беше интересен и уште еднаш се извинувам што не успеавте да се вклучите благодарение на тоа што еден наш гледач ги блокира линиите. Се надевам дека тоа е проблем кој што ќе се среди. Се гледаме утре со ново издание. Веднаш по првите вести на ТВ Стар тема ќе бидат најновите измени најавени нови казни во сообраќајот.